Младите се вратија во училниците во ова време на старите дилеми. Колку и како онлайн наставата не подготви за општествените процеси на дигитализација. За неа зборувавме и во Трилинг, зашто тоа очигледно ќе биде новиот модел за продукција и комуникација. Во продолжение следува разговорот на мојот колега Игор Стојанов со професорот Кирил Барбареев. Клучното прашање, всушност, суштината е зошто дигитализација во образованието и целата суштина е интеграција на дигиталните технологии, на сите дигитални технологии во секојдневниот живот. Ние живееме во ера во која што голем број идеи можат преку образованието да се реализираат со цел да го подигнат развојот и квалитетот на животот на човекот. Тоа е истото прашање да го поставите зошто информатичко-комуникацијска технологија во здравството, зошто компјутерска томографија, зошто магнетна резонанца, зошто на еден доктор за очи има потреба од таков апарат. Целта е да се постигнат подобри резултати, целта е да се влијае на подобро здравје кај луѓето. Истото и во образованието. Целта е да се постигнат подобри резултати во учењето. Но целата суштина е сега во знаењето на деталите и во мудроста на водењето на професијата, а тоа колку јас како наставник, колку јас како професор ќе умеам во текот на денот преку тие дигитални ресурси, преку таа платформа која што ја имам на располагање, да ги подобрам резултатите на учениците. Односно, колку мене дигиталната технологија ќе ми придонесе за да направам подобра педагогија во текот на денот. Дали јас ќе употребам 5% од моето време или можеби денес нема ни да употребам дигитална технологија. Тоа зависи од моето знаење, од мојот капацитет за да ги постигнам резултатите кај учениците. Тоа е тоа зошто тоа сите го прават и зошто е подигнато на ниво на степен на приоритет во многу земји кои што почнаа многу одамна за тоа. Кои предуслови се е потребно и Македонија како држава да ги направи, да кажам, за да се стигне до некоја фаза на почетна дигитализација? Тоа е клучното прашање и многу тешко прашање кое што не може да се објасни во 5 минути и мислам дека на тоа прашање како општество, како држава паѓаме во изминатите 10 години, паѓаме на тој испит. Не можеме да го одговориме. Клучната работа всушност е дека станува збор за преструктурирање на целокупната организациона структура на еден воспитно-образовен систем. Тоа значи дека тие фази на реализација се многу долготрајни и се пред се поврзани со визијата на политичките лидери, на луѓето кои што ја водат државата. Зошто? Заради тоа што кога почнува еден таков процес, првото нешто кое што се поставува на маса се 4 прашања на кои што треба да одговори образованието. А тоа е што се му е потребно на едно училиште, што се е потребно во една училница, што се му е потребно на еден наставник и што се му е потребно на еден ученик. Кој ќе ги поставите тие 4 прашања, вие ќе дојдете до одговор дека се потребни можеби стотици милиони евра во следните 10 години по одредени фази за постигнување на дигитализацијата во воспитно-образовниот систем. Кои се клучните предизвици кои што ќе се соочиме на тој пат, заради тоа што да кажам ние имаме искуство со компјутер за секое дете, кој што од денешен аспект се оценува како, да кажам, пропаднат проект. Може ли да ни се случи втор проект компјутер за секое дете со ова убрзана дигитализација, со оглед тоа дека и Европската унија и некои други меѓународни организации посочуваат дека не треба се брза многу на тој процес? Не сум го читал извештај, но слушнав дека таму пишува дека се дадени такви насоки. Ја не знам колку ние брзаме или сме пребавни. Јас повеќе претпоставам дека забелешките се во насока на тоа дека ние не креираме таков систем. Вие бевте дел од работната група за новата концепција на образованието. Целата таа концепција, да кажам, најде на отпор во јавноста. Очекувате ли дека и дигитализацијата ќе го направи тоа со оглед на тоа дека веќе има групи на социјалните мрежи кои што се антидигитализација групи, па имаше дури еден протест затоа што претпоставам дека родителите мислат дека дигитализацијата значи само дигитални учебници и ништо повеќе од тоа, па некако создава, да речем, фобија од тоа. Отпорот кон новата концепција не го очекува во тој формат. Иако тука може да се прави анализа и на коментарите на општата јавност, и на коментарите на стручната јавност, некаде имаше навистина според мене издржани коментари, издржани ставови. Но пак ние забораваме една работа. Новата концепција не е нешто ново во Македонија. Новата концепција
ја следи стратегијата, односно сеопфатната стратегија за развој на образованието во Македонија 2018-2025. И таа е почната да се подготвува од 2016 година и е донесена од страна на Собранието, на владата и на Министерството за образование. И таму им работеа стотици колеги, работеа стотици наставници, работеа луѓе од Европска Унија, таму има меѓународна консултативна група која што работи и која што дава одобрение на таа стратегија. Новата концепција произлегува од стратегијата на образование 2018-2025 и внатре се сите елементи кои што се внатре пишува за реформи на педагошките факултети, внатре пишува за реформи на наставните планови и програми, внатре пишува за како се ние меѓуетнички интегрираме, каква е родовата рамноправност во нашето општество, каква е функционалната писменост на учениците, што се случува со матурата, што се случува со меѓународните тестови, што се случува со слободните изборните предмети. А зошто не очекувавте толков отпор? Не очекував отпор заради тоа што отпорот почна да се сведува дека се укинуваат предмети, дека се менува историја. Вие знаете ли колку предмети има еден седмо оделенец во нашиот образовен систем? 17 предмети. Колку предмети треба да има едно дете во седмо оделение? 17, 19. И вие како ќе направите? Ние зборувавме за интердисциплинарност, за повторно обстојување и на физика, и на хемија, и на биологија, но за поинаков начин на изучување. Благодарам. Благодарам на поканата.